Основно е дека сега во овој момент сите трговци на зелени пазари се со самото тоа што се закупци на простор, односно корисници на тезги, се регистрирани на одреден начин и се даночни обврзници со плаќање на паушален данок. Значи, не е онаа ситуација што беше порано да тие се поистоветуваат со оние што продават надвор од пазари и така натаму, само пазарите собират некоја пазарична такса и така натаму, значи тие се веќе сега внесени и се даночни обврзници со плаќање на паушален данок, како што има случаи со некои занајати што се, да речам, ослободени од фискализација. Затоа што пазарите, знаете вие, се ослободени од фискализација до влизот на Македонија во Европска унија. Овој закон на некој начин покрај сето тоа може да ја регулира таа материја и да го реши статусот на тие трговци во пазари. Придобивките на законот, меѓу другото, значи се во решавање на статусот на тезгаджиите. И на статусот на тезгаджиите и на статусот на организаторите на зелени пазари. Сега кај тезгаджиите, односно продавачите на тезги на зелен пазар, овој закон треба да уреди, односно да им каже кој може да продава на зелен пазар. Значи, трошоците ќе им се намалат со самото тоа што плаќаат паушал, данок, а не водат трговски книги и не носат завршни сметки, не ангажираат сметководители. Тоа се придобивки во поглед на трошоците кои што они буквално ќе ги одбегнат. Спецификата на овој закон е сепак тие се јавуваат како физички лица. Значи, трговците на зелени пазари ќе бидат физички лица. Немаме правно лице сега. Физичко лице пред се заради тоа што се работи за мал обем на работа. И сега имат 5, да кажеме, категории на физички лица кои што ќе може да се бават со трговија на зелен пазар. И меѓу другото се набројуваат во предлог законот дека тоа се индивидуалните земјоделци, лица кои што сакаат повидно занимање да се бават со земјоделие, вработените лица кои што имаат собственост врз земјиште, а исто така се тука вклучени трговците поединци согласно законот за трговски друштва како облик на организирање. Ние како групација можеме да видиме горди што на одреден начин ја покренавме таа работа и ако вие примативте во изборните програми на сите градови, заедно од кои партии беа кандидатите, пред се, мислам, меѓу другите активности беа и осовременување, односно техничко опремување на сите зелени пазари во државата. Што секако е, да речем, нешто што е крајно време да се направи во државата, затоа што продажбата на зелени пазари е прво мотор за локалната економија, голем мотор, тоа е еден важен сегмент од економијата, посебно за развивање на локалната економија. Тука се продаваат производи што се произведуваат во најтесното, да речем, подрачје околу градовите и на одреден начин представува и мотор на развивање на земјоделско, односно предприемаштво, да речем. Секој што произведува сака тој да има одредени услови, пристани да го продаде и така натаму. Главно сите наши сугестии и забелешки беа прифаќани, затоа што наша цел и нивна беше да се донеси закон што во пракса ќе функционира. Не да се донеси закон што после не може да се имплементира за да имаме само закон ради закон. Така да максимално сите, мислам дека членови на групацијата на пазари дадоа свој придонес, Стопанската комора посебно, и ние како членки да се вметнат работи што по наши сугестии да може тој закон да функционира. Покрај другото, тука има, например, еден сегмент дека може да се јават воопшто нерегистрирани и без лиценци продавачи на зелени пазари до 60 дена во годината, тоа значи оние што неколку само артикли инцидентно произведуваат во некои мали своји дворови, економии, ситни и така натаму, како вишок на некои производи покрај производството за куќни потреби. Со една координирана акција на сите инспекцијски служби во државата да ја бркат нелојалната конкуренција надвор од пазарите, бидејќи овдека многу пати мешаме работи дива економија и во самите пазари. Нема дива економија во самите пазари, тука сива дива економија е надвор од пазарите и околу пазарите и скоро во сите центри на сите градови во Република Македонија. И тука со една координирана акција на сите надлежни органи во државата, мислам дека тоа може да се надмине. Пошто имавме случаи кога функционираше таа координирана акција на сите надлежни органи и даваше резултати.